Пред многобројните љубители на пишаниот збор, во градската библиотека Кочо Рацин од Кичево беше промовирана новелата Низ виорите на судбината од младиот писател Бојан Бежовски од Македонски Брод. Ова беше негова втора промоција по претходно одржаната во Македонски Брод. Самиот назив новела означува дело кое е помало од роман, а поголемо од расказ и е секогаш со интересна и разбирлива содржина. Новелата Низ виорите на судбината е пишувана на вистински животен настан на инспирација од еден мој најдобар другар. Опишани се неколку животни настани лично за него, пред се со одобрение негово запишување. Па мене не ми беа ни повеќе ни помногу повеќе од 5 години за да ја составам оваа новела, бидејќи почнував да ја пишувам. Навистински во почетокот не знаев како да ја започнам. Почнував да ја пишувам, престани. По извесен период повторно почнем да пишуваш, повторно престани да пишуваш. Па после собрав храброст и решив да новелата комплетираме и да излезе од печат. На промоцијата беа присутни и повеќе писатели, меѓу кои и писателот Вангел Колозановски од Демирхисар, кој на нему својствен начин делото на Бежовски го спореди со делата на Достоевски. Од новелата на поетот, писателот, вистина сум восхитен и воодушевен. Млад по годиње, но силна, но голем по возраста од она што го вработи во неговата тематика. Интересно е да се проникне во тајните на лавините на душата на човекот, а многу е полесно да се гледа физички како изгледа и како проникнува. Во ова психолошка потресна новела имаме настани кои што вистина човекот го восхитуваат и воодушевуваат и го водат некојаш и до солзи и до крајни духовни депресии кои што вистина длабоко настануваат и се движат во самата книга. Градската библиотека Кочо Рацин од Кичево и овој пат покажа успешна организација, а истовремено го збогати библиотечниот фонд со нови 2 дела од писателот Бежовски. Денес ја имаме таа чест во нашиот Центар за култура Кочо Рацин, кој секогаш на читателите, љубителите на книгата, им овозможува дружење, соработка и организирано со писатели, поети од нашето поднебје. Младиот писател од Македонски Брод во моментов спрема нова стихозбирка на песни со наслов Живеам и се радувам, за која наскоро очекува и дека ќе ја доживее својата промоција.